Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе зборувам на тема што е тоа природен човек, а што е тоа нановороден човек. Во Библијата, апостол Павле во првото писмо до Коринтјаните вели вака: а душевниот човек не го прима тоа што е од Божиот дух, зашто тоа е безумство за него и не може да сознае, зашто за тоа треба духовно да расудува. Или на духовен начин. Духовниот човек пак испитува се, а него никој не го испитува, зашто кој го познава Господовиот дух за да го поучи, а ние го имаме Христовиот ум. Почитувани, што е тоа природен човек или душевен човек? Во Библијата се употребува изразот природен човек или телесен душевен човек. Природниот човек, за разлика од духовниот, е телесен, непрепороден од Божиот свети дух. Библијата истакнува дека природниот човек не ги прифаќа Божите вистини и не се согласува со нив, бидејќи му изгледаат безумство и глупост. Како последица на таквото размислување, вистината не може да ја разбере таквиот човек. Природниот човек мора да се нагласи дека не е глупав човек, ниту неразумен, туку проблемот е што Божите вистини му се скриени и се проценуваат на духовен начин и затоа тој не е во состојба да ги разбере. Духовните вистини се ценат само со духовни луѓе. Природниот човек нема капацитет да го почитува духовното, ако не ја свати природата на Христовата померителна жртва. Условот за разбирање на духовната вистина произлегува од силата и дејството на Светиот Дух. Например, Исус во Евангелието според Јован 16 глава, од 7 до 11 стих вели дека уверувањето за грешната состојба на човекот е дело на Светиот Дух. Во суштина, природен или телесен човек е оној кој го нема Светиот Дух. Исус ова убаво му го разграничи на Никодим велејќи: тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, дух е. Во оригиналниот текст зборот психикос се дефинира како душевно, што е спротивно на духовното. Тие се занимаваат само со тоа што е материјално и затоа сите мудрости и сите емоции се насочени кон земните материјални вредности. Таквите луѓе, душевни, живеат инстинктивно, бидејќи не се водени од Божиот свет дух и го немаат. Исус ова го објаснува во Матеј 6 глава 32 стих и вели дека непрепородените пагански народи се стремат само да ги придобијат телесните нешта што припаѓаат од овој свет. Ако си и ти се уште необновен и непрепороден или природен, не е чудо што немаш апсолутно никаков интерес за духовните нешта, кои природно ти изгледаат банални и беззначајни. Не е чудо што некогаш што немаш волја да ја проучуваш Библијата и што немаш духовна мотивација да си поврзан со Божиот народ. Не е чудо што кога го слушаш Божиот збор Библијата, се противиш и не ти изгледа логично и не сакаш да продре во тебе, бидејќи бара промена од тебе, а ти тоа не го сакаш. Тоа што е родено во Адам, природно е да се однесува на ваков начин, затоа што нема внатрешна духовна промена. Христијанскиот живот е надприроден и затоа бара небесна духовна храна што не припаѓа од овој свет. Природниот човек нема желба за духовна храна, тој не чувствува потреба за неа. Затоа се што доаѓа од Бог и што се проповеда за Бог, нему му изгледа безумство, како што вели апостолот. Но сепак, за никој не е предоцна. Исус во својата широкоградост и љубов ги повикува луѓето да дојдат кај него, а тие што ќе дојдат, тој им ветува дека нема да бидат отфрлени. Тоа е накусо за природниот човек или душевниот човек кој што нема желба да го проучува Божиот збор, да доаѓа кај Бог, да чита Библија, да верува и така натаму.
Во Евангелието според Јован, 3 глава, Исус му зборува на Никодим за наново раѓање. Од телесен душевен човек да стане духовен човек. Да видиме сега како може душевниот човек да се наново роди. Ние читаме во 3 глава, каде што Исус вели вака: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото тело е тело, а роденото дух е дух. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. Нешто што мора да се родиш повторно. Тоа е апелот, тоа е Библијата што го нагласува за секој човек. Исус оваа изјава на сите сака да ни каже дека на човекот не му треба некоја реформа или реформичка, туку темелно, радикално обраќање со силата и помошта на Светиот Дух. Ние, сите луѓе на оваа планета, мора да се родиме од вода и дух. Така вели, така учи Библијата. Во 3 стих Исус зборува за гледање на Божјото царство, а овде во 5 стих зборува за влегување во Божјото царство. Иако се различни зборовите влегување и видување, тука не треба да правиме разлика, бидејќи во 3 стих се нагласува важноста да се види Божјото царство, како што им беше ветено на израелците, дека ќе ја видат земјата каде што тече мед и млеко. А во 5 стих се нагласува важноста дека условот за влез во тоа Божјо царство е наново раѓањето. Овие зборови на Исус се сигурни и затоа тој ги употребува 2 пати овие изрази. Вистина, вистина ти велам, му вели на Никодим, или со други зборови би значело: верувај ми на она што те го зборувам, или те уверувам за таа вистина. Ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Јасен е Исус. За да се наследи ова царство, небесно царство, Исус поставува еден единствен услов – наново раѓање. Да се биде израелец во тоа време значеше многу, бидејќи израелците се избран Божји народ. Бог ги издвои од сите други народи да бидат Божји народ. Но Исус вели дека името што го носиш на тој народ не е толку важно. Еве зошто. Не е важно и јазикот што го зборуваш на тој народ. Не е важно ако ги почитуваш сите обичаи на тој народ. Не е важно каква облека ќе облечеш, за да ја истакнеш народноста. Не е важно дали ќе ги практикуваш поред сите воспоставени верски традиции и обичаи. Не е важно дали се твоите родители родени на овој народ што му припаѓаш ти. Не е важно дали сите се твои пријатели на народот на кого му припаѓаш. Но, од се што е важно, најважно е дали си наново родена личност во тој народ, на кого му припаѓаш. Тоа е најважно, како за израелците во тоа време, така и за денешниот народ, нашиот македонски народ. Човекот со време, може да отфрли многу пороци, многу страсти и желби, да остави многу посакувани желби на кои бил навикнат, но ниту еден човек на овој свет не може самиот себе да се роди духовно. Човекот кој е роден во грев, никогаш не може да го постигне тоа со негова собствена сила и моќ. Дури и да може да го постигне тоа од само себе, тој пак не може да влезе во Божјото царство, бидејќи јасно е нагласено дека треба да се роди преку Божјиот Свети Дух, а Светиот Дух го дава исклучиво Бог преку покаяние и вера. Кога Исус вели, мора да се родите од вода, тоа значи дека на Никодим тоа му е познато. Исус јасно му рече: ти си Израелев учител, па тоа ли не го знаеш? Тоа требаше Никодим да го знае уште кога го проучувал Стариот Завет. Некои мислат дека да си роден од вода
значи да се крстиш во вода или потопување. Водата според некои теолози овде може би представува крштавањето. За некои други мислат дека роден од вода значи раѓање преку Божиот збор. Во други стихови од Библијата водата го представува Божиот збор, Библијата. Тоа апостол Павле убаво го нагласува во Ефесјаните 5 глава 26 стих, за да ја освети црквата, очистувајќи ја со водно капење преку Божиот збор. Некои други пак мислат дека роден од вода значи обновување преку Светиот Дух. Живата вода што Исус му е понуди на народот, согласно неговите зборови во Јован 7 глава, кој верува во мене, како што е кажано во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Тоа го рече пак за Духот, кого ќе го примат оние кои веруваат во него, зашто Духот уште не беше слезен, зашто Исус уште не беше прославен. Некои пак мислат дека роден од вода значи тоа што е речено или пророкувано во Езекијел 36 глава, каде што Езекијел зборува и дава ветување на народот за чистење преку вода. Тој вели вака: ќе ве попрскам со чиста вода, за да се исчистите. Ќе ве очистам од сите ваши нечистоти и од сите ваши идоли. Ќе ви дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во вас. Тука јасно се согледува дека Езекијел зборува за наново раѓање. Ќе го извадам каменото срце од вашето тело и ќе ви дадам срце од месо. Ќе го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони и за да ги пазите и вршите моите наредби. И ќе се населите во земјата која им ја дадов на вашите татковци и ќе бидете мој народ, а јас ќе бидам ваш Бог. Овој пристап може би има најголема тежина поради неговите цврсти врски со пророштвата од Стариот Завет, за кои Исус вели дека Никодим требало да ги знае и разбере овие нешта. Она што е родено од телото е тело, вели Исус, ништо повеќе. Без наново раѓање од Духот, телото ги онечистува сите дела на праведноста. Колку и да се прават праведни дела, тие не се средства за влез во Божјото царство. Само тоа што е родено од Божјиот Дух може да влезе во Божјото царство. Телото не помага ништо за раѓање од Бог. Човекот е мртов во своите гревови и престапи, пишува апостол Павле, и како таков тој е потопен и предаден уште од раѓање на смртта. Затоа Исус понатаму му вели на Никодим: не чуди се што ти реков, треба одново, повторно, од озгора, од Бог да се родиш. Кога Исус му рече одново, во ушите на Никодим тоа звучеше восхитувачки, бидејќи тој, како и повеќето евреи од неговото време, веруваа дека тие веќе ја имале внатрешната трансформација, ветена врз основа на познавањето на законот. Но за жал, Никодим немаше никаква внатрешна трансформација или наново раѓање. Исус со таа изјава му даде на знаење дека го свати фактот дека го нема тоа и мора повторно, одново, од озгора, од Бог да се роди, како и секој друг човек. Не треба да заборавиме на кого е упатена оваа изјава. На кого? На Никодим. А кој беше Никодим? Тој беше верски водач, началник на Синедрионот, фарисеј, образован човек, сериозен човек, така што според сите надворешности и според сите закони, тој имаше титула дека веќе е преобразен во Бог. Но Исус му вели дека нема ништо од тоа, апсолутно ништо, што самиот си го зацртува во своите мисли. Овие изјави на Исус за секогаш ја исклучуваат можноста дека спасението може да се заслужи со правење добри дела или според прописите на законот. Природата на човекот е толку загадена од гревот, што само активноста на Божјиот Дух може да го способи да влезе или да го види Божјото царство. Потоа, што му вели Исус на Никодим? Ветрот дува каде што сака. Исусовата изјава, односно идеја до Никодим беше ова: ти, Никодиме, не разбираш се за ветрот,
но ги гледаш неговите ефекти. Така и со наново раѓањето од Духот. Исус му даде на знаење дека Никодим и сите евреи треба да го доживеат наново раѓањето, токму на тој начин како што го опиша Исус. Поинаку нема влез во рајот или Божјото царство. Ова што му беше речено на Никодим, истото важи и за сите нас. И ти треба да се родиш од озгора, од Светиот Дух, од Бог. Зашто без наново раѓање не се надевај на ништо. Преку овие предупредувања Бог сака да ти помогне да ја сватиш оваа вистина. Затоа, за жал, многу луѓе посетуваат разни религиозни места, згради, храмови, наменети за оние кои се со исто убедување. Меѓутоа, мнозина од нив никогаш не слушнале за наново раѓање. Ним им се проповеда за добри дела, за општествени промени, не познавајќи ја вистината дека единствено преку неа можат да се решат проблемите на општествата, на светот и разбрануваната внатрешна состојба на човековото битие. Зашто промената на човекот е пред се духовна, а потоа општествена. Вечниот Бог, објавувајќи му се на човекот, му понуди решение кое зависи од неговиот дух. Како што веќе реков, Езекијел пред Христос зборува за наново раѓање и вели: ќе ви дадам ново срце и ќе всадам во вас нов дух, ќе го вметнам мојот дух во вас и ќе живеете. Езекијел 36 глава. Јасно е дека промената доаѓа само преку духот. Во Новиот Завет тоа е наречено наново раѓање, како што веќе реков. А кога станува збор за наново раѓање, не зборуваме за некое надворешно подобрување на животот. Тоа не е промена во однесувањето, предизвикана од влијанието на умствената зрелост или човековото искуство, односно не е психолошка промена, предизвикана од некои околности од овој свет. Наново раѓањето е Божји целосен зафат, операција во битието на човекот, преместување од длабока темнина во Божјата чудесна светлина, од грешни желби кон светост, од смрт во живот, од обесхрабреност во радост на животот. Наново раѓањето ја менува волјата на човекот, чувството и сваќањето за животот. Тоа е Божјо дело во душата и не зависи од мене или од тебе. За да станеш наследник на вечниот живот, тоа е единственото решение, наново раѓање. За да се случи тоа, поверувај во Господ Исус Христос, покај се од твоите гревови искрено, со солзи во очите, и кога ќе се родиме од Светиот Дух, добиваме нова природа. И сета енергија што ни е потребна за исполнет живот, ја црпиме од изворот на животот Бог. Како што вели псалмистот, во тебе е изворот на животот, со твојата светлина ние ја гледаме твојата светлина. За да стане тоа уште појасно, прочитај во Евангелието според Јован 3 глава. Кој ќе согледаш дека на сите, па и на тебе ти е потребно наново раѓање, повикај го Бог и помоли го да те наново роди во согласност со Откровение 21 глава, 6 стих. И Бог во својата милост ќе го реализира неговиот план со твојот живот. Зашто е напишано: и ми рече, се заврши. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток. Јас ќе му дадам на жедниот дарум од изворот на водата на животот, Да, ако си наново родена личност, ти ќе живее според Божите критериуми, ќе живее според Божјата волја и Бог ќе те благослови изобилно и во идниот живот ќе имаш вечен живот. Бог нека ве благослови, почитувани. Амин.